Синоќа со пеење на химната за патронот на Македонското патриотско здружение Пере Тошев, чиј претседател е Јане Ченто, неговите содружници, родителите, пријателите и сограѓаните од центарот на неговиот роден Прилеп, честитајќи му го 30-тиот роден ден, кој Јане го дочека во затворот во Шутка, беше упатен проглас за поддршка на Ченто, а против континуираната полициска бруталност која кулминираше пред една недела. Господа од обвинителството, тероризам е тежок збор и тешко обвинение и не можете да му го препишете на човек кој што си ја сака државата и својот народ од дното на душата. Кога може Крсто, може и Јане. Кога може Василевски, може и Горен. Кога може Арнаудов, може Игор Јук, Дурло. Не си играјте повеќе со човечките судбини. Голготата низ која поминува Јане особено е болна и тешка за неговите најблиски, кои искрено се надеваат дека веќе следниот роден ден Јане ќе го дочека дома покрај неговиот 3-годишен син Методи. Да кажам дека се чувствувам многу тешко, но сепак ќе издржиме сето тоа. Јане е јунак, може и сите тортури да ги издржи, оноку колку што може, колку му дозволува и таму. Така да не се плачиме од ништо. Ќе издржи тој и ние ќе издржиме. Непоследно по немилиот настан, неговата мајка беше го посети таму како е Јане, кои се неговите искази баш као до што го слушнавме по некои медиуми. Неговите искази како што им пренесе сопругата, ни кажа дека стварно она што го кажа Јане точно е сето. Влезени се натрет тие командери или стражари како ги нарекува таму, со цел да го наруши интегритетот негов, да го вршат тортура на него и за да попушти. Во никој случај тоа нема да попушти. Поддршка за Ченто да истрае во борбата за македонската кауза упатија и неговите другари од детството, како и од патриотските здруженија од другите градови. Македонија го има идниот лидер во Шутка. Јане ќе издржи, македонштината во него гори. Само еден ден сите македонци ќе се запрешаме колку вредел Јане. Со протести завршивме, името ни го сме некако граѓани, како патриотски здруженија, не успеавме да одбраниме Македонија. И сега дојдовме специјално само за поддршка на Јане Ченто, само за таквите луѓе од сега ќе доаѓаме. Не повеќе за политички партии, за политичари кои седат во фотелите, а целиот македонски народ го подаде. Јане Ченто е еден од четворицата обвинети за собраниските настани од 27 април, кој не побара помилување.